веднаш после политичкото самостојување, председателот на државата, господин Киро Глигоров, формираше работна група за монетарно осамостојување, во која влегува премиерот Никола Крусев, гувернерот Борко Станоевски и министерот за финансии Методија Тошевски по функција и професорот Ксенте Богоев и мојата маленкост како луѓе од науката. Ние веднаш пристапивме кон работа, тоа беа турбулентни времиња, хиперинфлација, беснееше на тлото на поранешната држава. Ова што сега е на годишно ниво инфлацијата кај нас, тогаш дневно имаме таков пораст. Тоа налагаше брзо изнаоѓење решение за воведување на своја национална валута, а од друга страна сите други фактори укажуваа дека треба да бидеме многу внимателни, немаме никакви девизни резерви. Потоа се плашевме како ќе реагира, тогаш се уште беше во земјата Југословенската народна армија, како ќе примаат плати тие ако воведеме своја валута, како ќе реагираат меѓународните кредитори, дали ќе бараат веднаш да ги отплатуваме долговите. И сите тие дилеми ги разгледуваме на состаноците. Меѓутоа, најголемиот товар од изведбата на тој проект, воведување на денарот како национална валута, го поднесе Народната банка и луѓето кои што во тоа време работеа во Народна банка. И мене ми е драго што како еден од учесниците во тој проект, тоа многу успешно заврши на 26. април 1992 година, кога се воведе валутата, бидејќи оваа емисија ја снимаме во музеот на Народна банка, таму може да се видат првите банкноти што се отпечатеа тогаш, на нив нема име. А нема име затоа што името треба да го даде Собранието на Република Македонија, а ако се одеше во Собранието, тогаш ќе се откриеше тајноста. Тајноста е главниот предуслов за успех на воведувањето на денарот. И затоа тие први банкноти не носеа име. И ние всушност ја докажавме на монетарна теорија, бидејќи јас сум и професор по монетарна економија. Има една теорија на Џорџ Фридрих Кнап, кој што вика дека национална валута на една држава е она што државата ќе го прогласи за национална валута, и тоа е доволно. Од друга страна, стручните служби на Народна банка во тоа време проценуваа дека треба најмалку 360 милиони германски марки да имаме девизни резерви за да може успешно да се воведе денарот. Ние речиси без девизни резерви со минимум околу 5 милиони долари што ги имаме го воведовне, али потоа низ годините со една дисциплинирана монетарна политика го направивме денарот да биде ценната валута.